Петмината обвинети турски државјани негираат вина за убиството на 21-годишниот студент Енес Оздемир, исто така турски државјанин, кое се случи на 8 мај годинава во Кафуле во центарот на Штип. Судскиот процес почна денеска во Штипскиот основен суд, каде под засилено полициско присуство обвинетите беа спроведени од притвор. Обвинителството тврди дека се работи за организирано убиство, а првообвинетиот извршител бил со непријавен престој во земјава и поседувал оружје без дозвола, додека во Турција веќе бил осудуван за убиство. Преку мобилни апликации се договорил со оштетениот на 8 мај да се сретнат во кафе-бар во центарот на Штип. Седнале на една од масите во аголот од летната тераса на кафе-барот и разговарале околу 15 минути. Во еден момент обвинетиот отишол до тоалетот и веднаш се вратил, го извадил пиштолот и започнал да пука кон оштетениот, нанесувајќи му 6 огноострелни повреди, од кои починал. Беше наведено во обвинението. Првообвинетиот Кадир Кар негираше вина, а неговиот адвокат тврди дека обвинението е неосновано и побара преквалификација на кривичното дело. Одбраната поседува доволно докази, сериозни докази, од кои можеме да утврдиме дека вината во овој случај не е на товар на обвинетите, туку вината е на товар на другата страна, поточно на оштетената страна, кои насилно сакаат да изнудат одредени ситуации кои во текот на идната постапка ќе видите и ќе се утврди вистината каде и како и на кој начин било извршено убиството и на кој начин помагачите не биле дел од сето тоа. Вина негира и останатите четворица обвинети кои се товарат за помагање. Инаку снимка од пукањето се појави уште истата вечер кога се случи, кога сите беа уапсени во близина на наплатната рампа Миладиновци, откако со автомобил избегале од местото. Следно рочиште за случајот е закажано за 19 декември.